Благодарам. Прво, дозволете да ви се заблагодарам на сите за честа и можноста еве денеска да се обратам пред вас. Нема да бидам многу долг, заради тоа што и видеото и председателот Залиу покажаа тоа што е суштина, но ќе се задржам на две важни работи, за кои што сметам дека е многу важно како порака или како заклучок да ги произвлечеме од овој настан, овој прекрасен настан тука. Едниот е партиски, другиот е државен. На стартот само би сакал да ви кажам едно големо благодарам од името на сите членови на ВМРО ДПМН, затоа што останавте со нас кога беше многу тешко. 2003 година сме заедно во коалиција, сме имале многу победи, но сме имале и многу тешки моменти заедно. Вие останавте со нас тогаш кога многумина избраа да побегнат, тогаш кога бевме 50 на луѓе на ладните улици пред Министерството за правда, пред владата, тогаш кога сите мислеа дека е подобро да бегаат од нас, но останавте со нас и како што можевме да видиме на видеото, кога имаше илјадници луѓе минатата година пред владата. Останавте со нас кога имавме тројца градоначалници, сега сте со нас кога имаме над 40 градоначалници, кога имаме градоначалник во Штип, во Битола, во Прилеп, кога победивме во Скопје, кога имаме градоначалници скоро во цело Скопје и во целата држава. Останавте со нас кога ни беше и поделена пратеничката група, сега сте со нас кога имаме најголемата пратеничка група во парламентот и ќе останете со нас заедно за уште неколку месеци кога ќе го имаме историски највисокиот триумф кој што некоја коалиција го имала на наредните парламентарни избори. Председателот Залиу каже една реченица која што ја запомнив и која што сакам да ви уверам дека е вистина, а тоа е дека кога ќе се договориме нешто, особено демократските сили на ромите и ВМРО ДПМН, тоа е договор кој што е посилен и од уставот на оваа држава, затоа што можевме да видиме во изминатите 6 години како за нив уставот и законите не важат. Ние во изминатите 20 на години, оваа година е јубилејна, 20 години ние сме заедничка коалиција, особено кога имавме можност заедно да сме во владата, покажавме дека за нас сите луѓе во оваа држава се еднакви. Дека ова не е држава на никого, туку ова е држава на сите граѓани кои што живеат тука. И сега да се префрлам на оној државниот дел кој што сметам дека е многу важен. Јас доаѓам од Ѓорче Петров, од населбата Даме Груев. Таму додека сум учел во основното училиште Страшо Пинџур, во моето оделение сум имал многу пријателчиња кои што доаѓаат од ромската националност и без исклучок тоа што е заеднички за сите нас е што тоа пола оделение е сега иселено, а сите роми освен еден, освен мојот пријател Ферус кој што живее на мојата улица, сите се иселени во странство. Во изминативе 6 години се селат сите, дали биле македонци, роми, албанци, како што каже и Кашмир, како што каже и председателот Залиу, сите имаат проблеми со здравството, со образованието и можеби еве не е политички искрено тоа да го кажам, но еве ќе го кажам, е добро за граѓаните во оваа држава да направат споредба помеѓу 11 години на ВМРО ДПМН и ДСР и помеѓу овие 6 години на СДСМ и сите оние партии кои што влегоа во владата. Ништо не е подобро, се распаѓа, никогаш посериозно народот не се сели, секаде има проблеми, скоро секој член на семејствата размислува како да се оди напред, надвор се извинува и ништо не е подобро од тоа што го ветуваа. Тука во клипот имаше едни многу добри податоци, колку малку гласови ни фалеле на секоја изборна единица за да имаме пратени плюс. По 100-тина, по 50-тина, некаде по 200 гласови, но многу мала бројка. На наредните избори нема да се гласа само дали коалицијата на ВМРО ДПМН и ДСР ќе победи, туку ќе се гласа дали сакаме да останеме во оваа држава и дали оваа држава сакаме да ја направиме подобра од тоа што е. Односно ќе кажам директно еве од оваа просторија, дали сакаме да биде иста како кога ВМРО ДПМН и ДСР ја управува оваа држава. Секој да добива шанса, дали било за вработување, за подобар медицински третман, за подобро образование, или сакаме да остане иста како од овие 6 години. Затоа ни е потребна една многу суштинска работа, за која што е и целта на оваа трибина. Ке треба да излеземе на терен, да им објасниме на граѓаните да се бориме за секој еден глас. Затоа што сега ако дозволиме во секоја изборна единица за 100 гласа да ни избега пратеник,
односно ни го земат оние партии кои што сега ќе издегуваат и ќе кажуваат како тие ќе направеле чуда, дека се преку ноќ ќе се сменело, дека Ковачевски е новиот Заев и така натака, не треба да дозволиме тие да излезат и да им едноставно кажано ги изважат нашите сограѓани затоа што таа грешка многу скапо ќе ја платиме сите. Ние немаме луксус уште 4 години да го губиме на ваквите аматери. И затоа заклучокот е следен. ВМРО ДПМН, како партија која што е носител на оваа коалиција, никогаш нема да му заборави на никого кој што остана со него во тешките времиња. И тоа да го знаете. И затоа сме тука со Владо, за тоа да го кажеме. Никогаш на никого нема да му биде заборавено, особено на оние кои што во тешкото време беа со нас. А второ, ќе излеземе на терен, ќе разговараме со сите граѓани, ние немаме од што да бегаме, ниту од нешто се криеме, ќе кажеме што ќе направиме, ќе се пофалиме со тоа што сме го направиле и на наредните избори за неколку месеци, заедно со ДСР, заедно со демократските сили на ромите, ќе славиме една убедлива победа која што ќе биде запишана во историјата. Ви благодарам за можноста да сте здрави и живи и одиме на уште една убедлива победа.